Се славеше во седиштето на Володимир Зеленски, кога на крајот од првиот круг од претседателските избори бе објавени првите излезни анкети. Зеленски е комичар без политичко искуство, но анкетите покажаат дека е далеку пред другите кандидати со околу 30% од гласовите. Хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували сьогодні не по приколу. Екзит-полів багато, переможець один. Дякую всім. Ну це тільки початок, ми не розслабляємося. Пред објавувањето на анкетите, Зеленски изгледаше опуштено, играјки пинг-понг. Тој сега треба да победи во вториот круг, каде што ќе се соочи со вториот кандидат, актуелниот председател Петро Порошенко. Тој рече дека ја разочарал желбата на Русија да се повлече од трката. Друзі, сьогодні ви, українці, ми, українці, зламали російський сценарій першого туру. Бо точно не Порошенка ви хотіли бачити в другому турі. Нічого у вас не вийшло. Но откако официјалните представници почнаа да ги бројат гласачките ливчиња, еден од кандидатите рече дека на излезните анкети не може да им веруваат. Тоа беше поранешната премиерка Јулија Тимошенко, која заврши малку зад Порошенко. Ми переконані на цифрах і фактах, що екзит-поли, які зараз так помпезно оголошують входження Петра Порошенка в другий тур, по нашим оцінкам і дослідженням не відповідають дійсності. При тоа Тимошенко обвини дека анкетите биле манипулирани, исто како што и целата земја. Украинската изборна комисија соопшти дека одзивот изнесувал околу 64%. Вториот круг на гласањето е закажан за 21 април.